Нов конкурс на фестивалот на песни за деца Весело Штурче Штип за 2025 година кој ќе трае заклучно до 1 март. На истиот право да конкурираат ќе имат изведувачите кои што ќе се пријават за аудиција на фестивалот, како и автори со својата музика, текст и аранжман. Од страна на представниците на овој фестивал, вела дека најважно е децата да бидат на возраст до 12 години, а авторите да имаат композиција која што за прв пат ќе биде изведена овде и да е исклучливо авторска. Ова е официјален прес на фестивалот на песни за деца Весело Штурче по повод двата конкурси кои се објавени на 18 јануари. Започнати се на 18 јануари и траат до 1 март. Има еден конкурс за автори и еден конкурс за изведувачи. Подетелна информација околу конкурсите и пријавувањето ќе добиете од директорот на фестивалот на песни за деца Весело Штурче Филип Стевановски. Директорот Филип Стевановски за медиумите вели дека сите потребни информации за пријавувањето сите ги имаат на веб страницата, со што детално ќе може да се информираат сите заинтересирани. Првиот конкурс кој што е за автори, ги повикуваме сите автори кои што се автори на музика, текст и аранжман да се пријават, да ги пријават своите композиции. Значи правилата на конкурсите како и секоја година, така и оваа се композициите да не траат повеќе од 3 минути, секоја композиција што ќе пријава да не е изведувана на некој друг фестивал и да е исклучиво авторско дело на самиот автор, така да сите дополнителни и повеќе информации ги има на нашата веб страна veselošturče.mk на главното во мени во пријава за автори. Конкурсите се објавени исто така на нашата страна, така да секој автор се по пат на значи преку нашата веб страна ги пријава значи своите композиции. Конкурсот што е за изведувачи, односно за учесници на фестивалот, како и секоја година, така и оваа година, право на учество има дечиња од 6 до 12 годишна возраст, каде што се пријавуваат исто така на нашата страна, но се пријавуваат за аудиција. Пријавата трае до 1 март, после 1 март ги известуваме сите пријавени дечиња на кој датум точно ќе биде таа аудиција која што ја ние правиме и на самата аудиција одредуваме кои дечиња ќе бидат кои дечиња ќе имат сопствени песнички, односно ќе настапат како солисти на самиот фестивал, а кои дечиња ќе се приклучат на нашиот хор кој што веќе го имаме. Во однос на кандидатите, секој кој што сака да твори и пријави композиција, слободно може да конкурира, додава Стевановски. Не, може било кој автор, значи може и дете од 15 години доколку значи сака да твори и сака да има значи да пријави, нели, композиција, слободно може да ја пријави. Значи мината година пријавени беа мислам дека 138 композиции, од кои што одбравме 21. Значи оваа година ќе се бираат од 18 до 22 композиции, така да навистина гледаме кои композиции се добри, кои композиции се за да бидат на фестивал, ги примаме. Не мора да е дипломиран, не мора да е ни музичар. Значи буквално имаме, например, лани на конкурсот имавме авторка која што и се примени две композиции, која што не е музички поврзана, а си има значи идеја, се свири гитарка онака за себе и си има две композиции кои што навистина беа добри кичи. Она што додатно велат од овој фестивал е тоа што од оваа година тие имаат и хор, кој што ќе функционира како самостоен и ќе има свои песни и преработки, а истиот во моментот брои околу 30 членови.